Вербални закани, мобинг и деградирање од повисока на пониска работна позиција. Вака Елизабета Тошевска ја опишува работната атмосфера во ЈСП во последно време, иако има стаж подолг од 3 децении. Од независниот синдикат во ЈСП поднеле тужба дека со години не добивале К15. Откако во 2019 година случајот го добиле на суд, вработените добивале вербални закани, обвинува Тошевска. Дури траеше постапката на суд, бевме повикани поединечно, еден по еден во канцеларија кај еден од раководните лица, во смисла да не убеди да се откажеме од тужењето, на кое што многу од луѓето се откажа, останавме само 18 души, што продолживме и стигнавме до крај на судскиот процес, ги добивме парите. И од кога се добија парите, односно од кога сме обештетени од ЈСП, почнува голготата. Почнува освета, почнува деградирање, на телефон јавување, закани и други работи. Тошевска работела како диспечер, но според незините тврдења побарањето на правата за 13-та плата ја префрлиле на пониска работна позиција, како снимач на сообраќај. При тоа и се вршел мобинг. Јас 3 години работам со 6000 денари помалку личен доход. За на крај, како реваншизам и како освета ме деградираат на многу пониско работно место од тоа што бев. Сега сум снимач на сообраќај на киосците наши на транспортен центар со многу понисок личен доход. Од ЈСП ги отфрлаат обвинувањата на вработената со оправдание дека се неосновани и сметаат дека тоа е само грубо извртување на фактите, на моменти за жал и политичко кокетирање. Во случајов ЈСП Скопје смета дека колешката неосновано обвинува дека поради незините барања за К15 и наведените тужби добила пониска работна позиција и помала плата, а истовремено дека и се врши мобинг. ЈСП Скопје пристапува максимално професионално и законски во сите интерни процедури и постапки, како во однос на вработените, така и при извршување на основната дејност. Надлежните во ЈСП сметаат дека вработената инсистирала некој да биде прераспределен како посакуваното место од нејзина страна би се ослободило. Неисполнувањето на нечии желби велат дека не може да представува вознемирување на работното место и дека се постапува согласно законските прописи.